Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Игор, малку се изненадив кога те видов во првите редови на иницијативата за заедничка Македонија. Моето изненадување дојде од тоа што никогаш претходно не сум ве видела во некоја слична активност, не сме ве виделе во некакви партиски ангажмани, не сме ве виделе на протести, ниту пак да говорите за некои теми кои што имаат такво општествено значење. Што беше мотивот за еден оперски пеач кој што ги освоил сцените во Европа и низ светот да застане и да биде дел од една ваква иницијатива? Моето мото од почетокот на градењето на мојата музичка уметничка кариера било од секогаш да не се занимавам, односно не влегувам во политички теми. Тоа може да се види и од претходни мои интервјуа, од претходни постови на мојот зид, на мојот Facebook зид. И секако моите пријатели кои што ме познаваат знаат дека не сум човек кој што се меша во нешто што не е поле во кое што се чувствувам сигурен. Но комплетната ситуација, комплетната политичка ситуација не дозволува на еден уметник да не се замеша кога се работи за нешто што ви е свето. Верувам дека на секој македонец, односно на секој граѓанин на земјата им е свето правото да не само да зборува, туку да биде заштитен неговиот јазик, да биде заштитено неговото знаме, да биде заштитени неговите граници. Јас имав чувство дека со тиранската платформа сите овие работи кои што претходно ги спомнав се загрозени и единствен начин сметам дека е во моментов да сите ние кои што сме за оваа држава да функционира така како што функционирала до сега, да застанеме на браникот на и да одиме напред, односно да работиме на тоа да сите тие работи кои што стојат во тиранската платформа не бидат прифатени, затоа што гледаме дека имаме политичари кои што работат на тоа, но се надевам дека ќе успееме да го одбраниме. Ве повредија ли најпрво оние коментари кои што дел од јавноста ги пласира дека се ова партиски протести? Знаете како, кај мене не може да се фатат за ништо. Единствени коментари на социјалните мрежи, јас имам релативно голем број на следбеници. Нормално, луѓето се изненадени од мојот ангажман сега, некои се позитивно, некои негативно, нормално имаме различни ставови, имаме поделена држава во секој сегмент, но на вистина генерално позитивно луѓето реагираа на тоа затоа што знаат дека сите етикетирање во смисол на бранам директорско столче не им држат, затоа што и во мојот последен пост напишав дека директорското столче за мене не е предизвик, напротив, јас на таа позиција дојдов за да ги подобрам условите за работа на моите вработени, на луѓето со кои што секојдневно го ја делам сцената и во тоа секако на некој начин и успеа во оваа година и нешто. Јас сум уметник кој што гради меѓународна кариера и мене директорско столче не ми е предизвик нити од финансиска гледна точка, нити пак е нешто што за мене некојаш представувало предизвик. Меѓутоа, во мојот последен пост кажав дека финансиската точка исто така не е важна, која што ја спомнав и пред малку, затоа што заработувачка на еден оперски пејач во Западна Европа е релативно голема ставка и нема ни една сума која што може да ме купи, а најмалку може директор со столче. Конкретно во интервју ќе морам да ве прашам како сепак и покрај таквите можности сте во Македонија, но ајде да го оставиме тоа за подоцна. Би сакала да поразговараме за она што го говорите речиси секоја вечер на овие протестни маршеви. Уште првиот ден се најдовте како еден од првите луѓе на иницијативниот одбор и порачавте дека за вас е целосно неприфатливо да се усвојат платформи кои што се креирани во други држави и тие да бидат прифатени во Македонија од одредени политички структури. Колку сметате дека во моментов со платформата која што е ставена како услов за формирање на идната влада и кој што очигледно е прифатлив услов за дел од политичките партии е загрозена унитарноста на нашата земја? Па секако кога ќе ги прочитате сите точки во таа платформа, гледате дека една по една задираат не на некој начин, туку директно во идентитетот на македонскиот народ. Јас повторно ќе кажам, не сум партиски определен, имам многу пријатели албанци, турци, роми, власи, срби, со кои што сум соработувал, со кои што сум
бил на сцената, со кој што сум се дружел, и никогаш не сум им го оспорувал нивниот идентитет, односно право на изразување. Напротив, јас во моето директорување во последниве година и 3 месеци на сцената на Македонска опера и балет поставивме превод за албанските дечиња, односно направивме представи на албански јазик за прв пат во 70 годишна историја на Македонска опера и балет. Беа поставени, веб страната на Македонската опера и балет беше преведена исто така на албански јазик. Превод, затоа што со реновирањето на гледалиштето имаме можност да представите кои што се на италијански јазик, на германски, на француски, обично на оригинален јазик, бидат преведени на македонски, меѓутоа има и опција да бидат преведени на албански, на германски, на англиски, на француски јазик. Така да, со моите постапки и претходно, јас не покажувам дека немам афинитети да дадам кога можам на моите сограѓани да имаат можност да работат, да учат на нивниот мајчин јазик, односно да следат представа на мајчин јазик. Меѓутоа, кога некој ќе ми задирне, односно кога ќе ми чепне во мојот идентитет, а таа платформа која што претходно во вашето прашање спомнавме, е случај, тогаш не ми останало ништо друго освен тоа да го бранам. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.